Календарскиот почеток на пролета, меѓународниот ден на екологијата и денот на розата со соодветна акција беа одбележани и во основното училиште Јоаким Крчовски, кој е носител на зелено знаме, односно ја има титулата Еко училиште. Учениците од централниот објект на училиштето заедно со своите педагози беа вклучени во 3 акции, и тоа чистење на внатрешниот простор, односно холот и училниците, чистење на градскиот парк и садење цвеќиња во саксии и рози во училишниот тревник, додека учениците од училиштето Партизан садеа рози и го чистеа надворешниот простор. Да, денеска сме 21 март, тоа е денот на екологијата и денот на пролета. Ние овој ден ќе го искористиме со засадување на одреден број на рози и чистење на училишниот двор, училиштето и прочистување на градскиот парк. Така да во оваа акција ќе се вклучат учениците од Еко патролата, бидејќи нашето училиште е еко училиште, значи имаме добиено зелено знаме, тоа е најголемата награда од еко училиштето. Тоа зелено знаме се вее во нашиот двор еве скоро цела година, и по тој повод сакам да кажам дека ова знаме што го добивме и што добивме признание за еко училиште, не имаме можност да изработуваме некои програми што уште сега се дојдени на ведерина, бидејќи ние имаме, благодарение на добината награда, еко училиште изработено програма за сончеви колектори кои се поставени на училишната зграда, и сега целото училиште во санитарните јазли на чешмите има топла вода, што нели ќе користи за миење на рацете на дечињата со топла вода, за одржување на хигиената исто така со топла вода, да се врши дезинфекција и така натаму. Учениците од екопатролите од пониските оделенија засадуваат цвеќе во сакси, која потоа ќе го одгледуваат во училниците, додека поголемите ученици го чистеа паркот. Како се викаш? Ања. Дали знаеш денеска кој ден е? Денеска е денот на пролета и денот на розите. И денот на екологијата. И денот на екологијата. Што ќе правите денеска? Денеска ќе садиме цвеќиња. Во училишниот двор ќе садите цвеќиња, а потоа каде ќе ги ставите? Ќе ги ставиме во училницата, ќе ги одгледуваме. Јас се викам Сара Станојковска. Јас се викам Елена Стојчевска. Дали ќе не кажете денеска кој ден е? Денеска е денот на розата, денот на пролета. Добро. Што ќе правите денеска во училишниот двор? Ние денеска во училишниот двор ќе садиме цвеќиња. Дали ги чистивте училниците? Ние ги чистивме училниците. Како се викате? Јас се викам Викторија. Сара. Дали знаете денеска кој ден е? Денот на пролета и исто така и на розата. И денот на екологијата. Денот на екологијата. Што правите денеска во училишниот двор? Садиме цвеќиња. Потоа каде ќе ги ставите тие цвеќиња кои ќе ги одгледува? Во училниците, за да им бидат поубави, ние ќе ги одгледуваме. Дали знаеш денеска кој ден е? Да. Денот на екологијата, денот на розата и денот на пролета. Што ќе правите денеска? Денеска ќе садиме цвеќиња. Потоа каде ќе ги ставите? Ќе ги ставиме во училниците и ние ќе ги одгледуваме. Дали ги чистивте училниците? Да. Јас сум Анабела Ѓорѓиевска и сум дел од училишната патрола. Денеска го чистиме паркот. Исто така го чистевме и училиштето, во кое учествува повеќе деца, со кое за цел да се изчистат од падоците и да се подобра екологија. Ќе се садат цвеќиња по повод денот на екологијата. Здраво, јас сум Теодор Младеновски и по повод на Ден на екологијата го чистиме училиштето и градскиот парк, потоа ќе садиме и рози. Во рамки на пролетната екоакција, ден претходно беше реализирана аукција, односно штанд продажба на оригами и други цветни аранжмани, изработени од самите ученици. Собраните средства од оваа аукција делумно веќе се искористени за купување садници рози, а преостанатиот дел ќе бидат искористени за истата намена, но во наредните месеци. Нашето училиште Јоаким Крчовски се вклучи со акција во кампањата Македонија земја на цвеќето, односно земја на розата,
вчерашниот ден со изработките на учениците, нивните орнаменти, предмети што беа посветени на кампањата Денот, односно Земјата на розата. Сите тие изработки беа изложени пред училиштето. Изложбата имаше продажен карактер со многу символични цени. Тие средства што беа соберени делумно се наменети за купување на рози што денеска ќе ги посадиме во нашиот училишен двор, а делумно ќе ги чуваме за понатаму, за во месец април ќе купиме со нив цвеќиња што и тие ќе ги засадиме исто така во нашиот училишен двор, што ќе траат подолго време, дури летниот период. Целта на акцијата што ја направивме е да допре оваа кампања до секој наш граѓанин во Крива Паланка, за да и тие своите дворови на некој начин си ги уредат со зеленило и цвеќиња и на тој начин, доколку секој се грижи за својот двор, за околу дворот, нашиот град ќе биде поубав и едноставно воздухот ќе ни биде почист, убаво место за живење и сетилата наши ќе осеќаат дека навистина имаме убав град. Акцијата за засадување рози на зелените површини во градот е дел од проектот на локалната самоуправа во соработка со бизнис секторот, насловен како Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Во акцијата во училишниот двор на Јоаким Крчовски присуствуваше и представник од СВР Крива Паланка, односно еден садник рози засади и Стоимир Стефановски, виш инспектор за превенција при полициската станица од општа надлежност Крива Паланка. Пушти се! Пушти го да стои. Повлечите се во двор, да не правите го. У двор! Добро. На општо задоволство на учениците кои се членови на екоодборот на училиштето, наставниците и директорот на Јоаким Крчовски, како и на родителите и останатите кривопаланчани, бевме сведоци на уште една успешна еколошка акција. Она што на сите нас како совесни граѓани ни преостанува е континуирана грижа за разубавената околина, поддршка за сите вредни екологисти и активно вклучување во следните акции од ваков карактер.